Во границите на бугарската држава секогаш било тешко да покажеш македонска самосвест, но уште по-тешка за тие луѓе била нивната реализација како творци. По 1989 година, со секој попис, бугарската државна статистика смалува бројот на македонците. 10.803 во 1992 година, 5.071 во 2001 и само 1654 во 2011. Таков негаторски циклус имаме и пред неколку децении. Во последните 2 децении непостоечкото, во наводници, во бугарската државна доктрина, македонско малцинство има свои, иако и непризнаени организации. Омој Линден Пирин, Омој Линден, Друштво на репресираните македонци в Бугарија, ТМО ВМРО Независна, културно-просветни друштва Никола Вапцаров, Цар Самуил и Илинден, Македонско христијанско братство Свети пророк Илија, има и свои печатни органи. Весник Народна воля и билтени Македонски глас и таковка и Македонскиот академски клуб во Друштвото за бугаро-македонско пријателство. Карактеристична особина на книжевните творби, создавани од македонци во Бугарија по 1989 година, е нивната документарност. Од една страна, причината е во нивниот стремеж да го заштитат својот идентитет со историски аргументи. Но често тие наоѓаат морална поддршка и во својот тежок и мачен живот. Истовременно, тоа се автори априори исфрлени од бугарската литература, која не ја признава идејата за дводомни писатели, односно или си бугарски писател или си ништо. Пред 15 години некои од нив, Славе Македонски, Магдалена Македонска, Ангел Каратанчев, се избрани за членове на Друштвото на писателите на Македонија, а Михаил Сматракалев за негов почесен член. Сматракалевите книги, Македонскиот литературен кружок, Модрите широчини на татковината, песни, раскази, критички огледи и записи и на македонски, размислува за величината и безсилността на човечката природа, за смислата на постоењето. Поезијата му е асоциативна, пронижена со нежност и интимност кон родниот крај, домашното огниште како стожер на индивидуалниот идентитет и мајката како символ на татковината, која го подкрепува идентитетот на целата македонска заедница. Едни од најубавите песни на Каратанчев са посветени на природата и исто така носат длабок символичен полнеж, спротивоставувајќи им ги чистотата, величината и цврстината на Пирин и Беласица на обидите за манипулација на македонската свест. Во 1992 година Каратанчев издава книгата Гатанки, во која се вклучени 40 гатанки, втемелени во народната традиција. На македонски јазик се преведени неговите избрани песни со наслов творби. Малку подоцна се појавува и последната книга на авторот епиграми, сентенции, карикатури. Не е чудно што и Магдалена Македонска има книга со хумор од Пиринска Македонија. Графина Вари Граф е исклучително вредна збирка во која авторката ги воскреснува колоритните ликове на популарни зевзеци. Хуморот на овие луѓе, кој почива на народните традиции и на нивната авторска дарба, го открива богатиот поглед на свет на пиринските македонци и може да служи како учебник по македонска етнопсихологија. Друг талентиран поет од Сандански, Серафим Гоцев, е автор на гневни сатири. Тука владее изобличувачкиот патос, непомирливоста на авторот кон социјалните и животните драми на неговите народници. Хуморот, иронијата и сарказмот на пиринските македонци е логична реакција од нивните уништени права. Од таму и стремежот да се зачува фолклорното богатство на народното место за идните генерации и да го развиваат во духот на автентичните народни традиции. Меѓу интересните стихозбирки, издадени во последниве години, се оние на младата Марија Македонска, песочна поема и особено Треморио. Песочна поема вклучува само 11 песни, но уште тука поетесата демонстрира проникливост и умешност да го демаскира фалшот кај индивидите, општеството и државата, независно колку грижливо се обидува да го заблудат на дворешниот свет. Сакан и мразен, потиснуван и факан, еколошки, деспотски и зол е животот, се исповедува Марија Македонска во Маски со две лица. Во својата стихозбирка Треморио, поетесата е уште попровокативна, но тоа не е провокација заради самата неја и стремежот да биде авангардна.
Тоа е начин на мислене и существување. Една гротеска, каква што е денешната реалност, Марија ја трансформира во друга гротеска, во нејзин цвет. И почнуваме да си го поставуваме прашањето, каде е всушност поголемата гротеска? Дали она што поетесата го создава е измерливо со другото, што го познаваме заситено со ароганција и фалш? Како рефрен во стихозбирката звучат зборовите од песната Луѓето, дека човек може да биде среќен единствено кога има избор и слобода да биде секаков и никаков. Внимание заслужуваат и стихозбирките на зрелите автори Петар Стоев, како на поток Жаборот, Георги Христов, Поволно изгреј сонце и Серафим Гоцев Месечеви емоции, преведена и на македонски јазик. Песните на Петар Стоев се одликуваат со сила и изразност. Нема сила што ќе им ја одземе песната на волните ветришта, развонета како бојно стреме, гордо македонците ги вика. Кај Петар Стоев и кај неговите други колеги, решителноста и оптимизмот доаѓат, колку на прв поглед и да изгледа чудно, токму од преживеените животни неволи. Хоризонтот не притиска цврсто, птиците во затворен круг летаат. Сонце сокриено во облак, твојата судбина како сираче. Тешкотиите не ги отчајуват, туку напротив ги мобилизират за следната битка. Ах, народе македонски, ќе дочекаш ден посакуван. Тука се искажува еден од најкарактеристичните моменти во македонската психа – издржливостта да се преодолеат искушенијата заснована на разбирањето на цикличноста на човечката историја. Добрина, човечност, но и решителност струјат и од стиховите на Георги Христов. И тој слично на поетот Каратанчев наоѓа подкрепа во природата за да го зацврсти своето чувство за чест и долг. Еј, Пирене, свивај бујни веги, бурите свирепи растерај ги. Не случајно, но сакана сезона на поетот му е пролетта, кога се буди за нов живот, кога бујат надежите, кога секој чувствува прилив на сила. Во своите стихове Георги Христов слика епски слики од македонската борба за слобода, за национално и духовно заедништво. Со поклон пред тебе, мајко моја, Егеј, Вардар и Пирин, во песната Завет. Во споредба со гневни сатири, во стиховите од Месечеви емоции Серафим Гоцев е полиричен и понежен. Макар што посакува во неговите стихове да отекнува екна тревожна камбана, а не плачна виолина, неговите творби откриваат друг карактеристичен белег кај македонецот, неговата човечност и некористолюбие или недостигот на алчност. За да се чувстваш пријатно во животот, понекогаш е доволен само еден добар збор и пријателска рака. Префинетиот поетски јазик на Серафим Гоцев е уште едно сведоштво за неговата величина како творец. Белетристиката е представена со впечатливиот историски роман Дневникот на Александар од Кирил Апостол, загинат во сомнителна сообракајна несреќа, документарната творба Македонијада на Иван Сингартиски и уметничко-биографската исповед на Кирил Велев, чија земја е Македонија. Дневникот на Александар е историско платно со големи размери на кои авторот работел повеќе од 10 години. Не случајно го користам зборот платно. Освен белетрист, Кирил Апостол е талентиран сликар со самостојни изложби не само во Бугарија, туку и во Израел и во САД. Негови слики се наоѓаат во собственост на Стивен Спилберг, Рудолф Џулијани, Хилари Клинтон, председателите на САД, Турција, Израел, Македонија. Во својот роман, заснован на извонредно голем број историски трудови, авторот го отворил најважното од духовното послание на Александар Македонски – поривот за слобода и за обединување на човештвото. Романот на Кирил Апостол е и творба за македонскиот дух, идентитет и автентичност и е влог во светската ризница на идеи и гледишта. Во својата Македонијада, Иван Сингартиски креира триадата Филип II, Александар III, Аристотел, означена од него како Отец, Син и Дух, и окарактеризира преку многобројни сведоштва на древни хроничари и летописци. Историјата, мудроста, хуморот, сентенциите од перото на авторот се претворени во сјаен букет и силниот аромат дејствува на секиго, разлистувајќи ги страниците на книгата. Неголемиот по обем роман на Кирил Велев е напишан со поддршка од писателот Славе Македонски и носи поднаслов «Исповеди од бугарските затвори за време на тоталитарниот режим». Ова документарно дело и мемуарите за кои ќе стане збор понатаму не се препорачливи за луѓе со слаби нерви. Толкава жестокост, толкава злоба кон луѓето со македонска свест, такви тортури што ги опишува Кирил Велев, тешко дека ќе можат да се восприемат од нормален човек.
Читайки ја оваа книга, неминовно ќе се запрашаме дали идеите во случајов националистичките ги претворат луѓето во скотови, или по вистинито е обратното, дека најлошото од сите животни, човекот, ја демонстрира својата вистинска природа, придавајќи и различни идејни каузи. Мемуаристиката е представена со исклучително вредните од фактолошка природа спомени на Крум Монев под наслов «Македонија мое упориште» во 4 дела, автобиографијата прв дел и втор дел на политичкиот имигрант Крсто Енчев, Иван Сингартиски со рогови и копита, преведена на македонски јазик, Владимир Коцелов спомени на еден македонец од Пирин. Овие книги го прошируват и збогатуват мислењето на историчарите за притисокот на власта врз македонците во Бугарија. Во горе наведениот контекст е објаснив големиот број на историски проучувања од македонците што живеат тука, како професорот Ѓорги Радулов, Историја на Македонија, апологија на македонизмот, која фалсификува историјата, преведена на македонски јазик, доктор Константин Ѓоргиев, Филетизам или проклетство, врз негови аспекти на големобугарскиот шовинизам, Сариса Параос, Македонско-Византиски сојуз, псевдославонска школа на Симеон во Преслав. Сериозно внимание заслужува студијата на Божидар Кирјанов, Големината на македонскиот народ, преведена на македонски јазик, во која авторот открива зависност меѓу македонските дијалекти и територијалната локација на некогашните македонски племиња. Исклучително вредни се магистерскиот труд на Стојко Стојков, Македонија меѓу Византија и Бугарија, 7-9 век, и неговиот докторат Поњатијата славјани и бугари во Централниот и Источен Балкан од 7 до 14 век. Краткиот преглед на авторите и нивните дела, издадени по 1989 година во Бугарија, е категорично сведоштво за постоењето на македонска интелигенција, излачена од токашното македонско малцинство. Анализата на споменатите книги го открива нивното високо уметничко равниште и нивната блискост во идеен и естетски поглед со литературата создавана во Република Македонија. Во оваа смисла, делата на пиринските македонци се впишуваат во општоуметничките барања на современата македонска литература. Од таа причина тие би требало да бидат восприемани како дел од неја во учебниците по македонска литература. Благодарам.